Широк сокак, познати како Битолско корзо, и најпрометна и најпозната улица во центарот на Битола, со бројни дуќани и локали. Денес е строго пешачка улица, а некогаш по неа се движеле и автомобили. На Широк сокак се наоѓаат најголемите продавници, ресторани, театарот со опера, галерии и многу кафулиња и клубови. Тука се сретнуваат најстарите архитектонски дела и градби на Балканот, кои што го красат градот уште од турско време. Типично турски куќи, покрај прекрасните вили, не се реткост во овој дел на градот. А на самиот крај на Широк сокак се наоѓа спортската сала Боро Чурлевски и се влегува во простран цветен парк полн со дрвореди, кој што води до стадионот Тумбе Кафе, зоолошката градина и античкото наоѓалиште Хераклија Линкестис. Во 1904 година, пионерите во киното браќата Милтон и Јанаки Манаки купиле парцела на Широк сокак, каде што во 1905 година наместиле фотографското ателие. Широк сокак првин бил наречен Хамидие Џадесик според турскиот султан Хамид и неговата славна коњаница која се викала Хамидие. По победата на младотурската револуција од 1908 година Широк сокак кратко време се вика Уриет или Гхуриетка. Па повеќе од 20 години крал Петар за кралство на србите. Хрватите и словенците, 3 години за време на Втората светска војна цар Борис III според бугарскиот цар и најдолго во времето на Социјалистичка федеративна република Југославија се викаше Маршал Тито. Битолчани најповеќе милуваат да ја викаат Корзо.